Добар ден и добродојдовте во училница. Ова предавање е наменето за ученици од 8 оделение и ќе трае отприлика 15 на минути. Што ќе учиме? Како да ги препознаеме наизменичните и согласните агли? Какви се наизменичните и согласните агли при паралелни прави? И како се решаваат геометриски проблеми користејќи ги својствата на аглите на паралелни прави? Најпрво да повториме кои прави се паралелни прави. Правите А и Б, кои лежаат во иста рамнина, викаме дека се паралелни прави ако немаат заеднички точки. Две паралелни прави А и Б ја делат рамнината на три области. Надворешна област и областа помеѓу двете паралелни прави, која викаме внатрешна област. Трансверзала на паралелни прави. Ако имаме две паралелни прави и ги пресечеме со трета права, тогаш таа права представува трансверзала, а исто така може да имаме и три меѓусебно паралелни прави кои се пресечени со трета права, кои во случајот представуваат трансверзала на тие паралелни прави. Примери на пресек на трансверзала и паралелни прави. Трансверзала на паралелни прави, план на град. Во случајот имаме план на град Скопје, каде што гледаме булеварот Свети Климент, значи двете ленти од булеварот Свети Климент се пресечени со улица која представува приложение на улицата на Рекорд. Друг пример, железнички премин на пат како пример на трансверзала. Имаме значи двете шини, т.е. двете пруги од возот представуваат двете паралелни прави пресечени со патот кој всушност представува трансверзала. Аглед на трансверзала. Кога имаме две паралелни прави пресечена со трета права, всушност добиваме 8 агли. Ако ги разгледаме овие агли, гледаме дека аглот 1, 4, 8 и 5 припаѓаат во надворешната област и затоа аглите 1, 4, 5 и 8 ги викаме надворешни агли, додека аглите 2, 3, 7 и 6 припаѓаат во внатрешната област и затоа аглите 2, 3, 6 и 7 ги викаме внатрешни агли. Агли на трансверзала. Ако ги разгледаме аглите на трансверзалата во однос на тоа на која страна лежат од трансверзалата, забележуваме дека може двата агли да лежат од левата страна или двата агли да лежат од десната страна. И тие агли за кои важи дека лежат на иста страна од трансверзалата и едниот е внатрешен, а другиот надворешен агол, ги викаме согласни агли. За согласните агли важи дека пар согласни агли се меѓусебно еднакви агли. Исто така, ако ги разгледаме аглите на трансверзала, но во случајот ако ги разгледуваме аглите кои лежат на различна страна од трансверзалата и во однос на тоа дали аглите се внатрешни или надворешни, можеме да дефинираме наизменични агли за кои важат дека лежат на различна страна од трансверзалата, како што гледаме, на различна страна од трансверзалата, и двата се надворешни или и двата се внатрешни агли. Во случајот и двата се внатрешни и овде двата се внатрешни, а во овие два примери двата агли се надворешни агли. Исто како и согласните агли и за наизменичните агли важи дека пар наизменични агли се меѓусебно еднакви агли. Сега да видиме некои задачи да решиме. Две паралелни прави се пресечени со трансверзала. Определи го аголот алфа. Види цртеж. Начин на цртежот ги забележуваме двете паралелни прави кои се пресечени со трансверзалата. Тоа што треба ученикот да го направи, да ги анализира каде се поставени аглите. Значи прво, дали аглите се на иста страна од трансверзалата. Значи забележувате, овој агол овде е поставен од десната страна, додека аголот алфа е поставен од левата страна. Значи аглите се на различна страна од трансверзалата. Исто така се забележува дека двата агли се внатрешни, што значи се исполнува условот за наизменични агли. Под овде добиваме дека овој агол алфа е наизменичен со аголот од 58 степени и затоа аголот алфа има 58 степени, бидејќи е наизменичен агол со дадениот агол. Задача 2. Две паралелни прави се пресечени со трансверзала. Определи го аголот X. Види цртеж. Значи, на цртежот ги забележуваме двете паралелни прави и трансверзалата. Ученикот прво прашање што треба да си го постави, дали двата агли се на иста страна од трансверзалата. Да, бидејќи гледаме дека двата агли
се од десната страна на трансверзалата. Исто така се забележува дека едниот агол е внатрешен, другиот агол е надворешен, што значи исполнет е условот за согласни агли и од овде добиваме заклучок дека аголот X е 140 степени, бидејќи аголот X е согласен со дадениот агол. Две паралелни прави се пресечени со трансверзала, определи го аголот X и овде вика види на цртеж. Значи оваа задача е слична како претходните, само што во овој случај едниот агол е даден во алгебарска форма, а другиот агол е даден во број, запишан како број. На ист начин се решава како претходните задачи. Ученикот значи прво треба да си го постави прашањето. Дали двата агли се наоѓаат на истата страна на трансверзалата? Забележува дека едниот агол се наоѓа од десната страна, другиот агол се наоѓа од левата страна на трансверзалата. Дали двата агли се внатрешни? Да, и двата агли се внатрешни агли. Тоа значи дека овие два агли се наизменични, а знаеме дека наизменичните агли при паралелни прави се еднакви, па на тој начин може да се запише равенството. 4x минус 10 е еднакво на 58. Сега според правилата за решавање на равенка, членот минус 10 се префрлува од другата страна на равенката плюс 10 и од десната страна добиваме 58 плюс 10, 68. Значи даденава равенка се трансформира во равенката 4x еднакво на 68, од каде само x е еднакво на 68 делено на 4, а тоа е еднакво на 17 степени. Уште една ваква задача од овој вид, каде што и двата агли се всушност дадени во алгебарска форма, значи имаме две паралелни правици пресечени со трансверзала, определи го аголот y. Повторно ученикот треба да си го постави прашањето. Како се поставени аглите во однос на трансверзалата? Одговорот е дека едниот е од едната страна, другиот е од другата страна на трансверзалата. Другиот услов, ако ги наблюдуваме аглите, забележуваме дека двата агли се надворешни агли. Тоа значи дека овие два агли се наизменични, а наизменичните агли при паралелни прави знаеме дека се еднакви, па затоа го формираме равенството. 7y минус 55 е еднакво на 3y плюс 53. Сега, според правилата за решавање на равенки, познатите членови ги префрлуваме од една страна, непознатите од другата страна и добиваме 7y, ова 3y од другата страна ќе биде минус 3y, значи 7y минус 3y е еднакво на 53 плюс 55. 7y минус 3y е 4y е еднакво на 53 плюс 55, 108. Од овде, равенката 4 по y еднакво на 108, се добива дека y еднакво на 108 делено на 4, од каде што само y еднакво на 27. Сега наредната задача, тоа е задачата 5, представува повеќе текстуален проблем, каде што Петар живее во место каде што главниот пат е пресечен со две паралелни улици, барем така викаат сите мештани. Еден ден Петар сретнал геометар, па го замолил да провери дали улиците се паралелни. Геометарот ги направил потребните мерења, па сликата со резултати му ја дал на Петар. Што мислиш, дали улиците се паралелни? И сега ќе видиме сликата што му ја дал геометарот на Петар. Еве ја сликата, значи според оваа слика треба ученикот да каже дали улиците се паралелни. Што треба ученикот да направи? Значи на сликата ги гледа овие две улици за кои мештаните вика дека се паралелни, кои се пресечени со третата улица, што всушност представува трансверзала на две паралелни прави. Геометарот ги измерил овие два агли, од кои едниот е 130 степени, другиот 139 степени. Како ќе откриеме дали улиците се паралелни? Значи ученикот треба да ги анализира аглите и повторно да открие дали аглите се на иста страна на трансверзалата? Не, значи аглите се на различна страна на трансверзалата. Едниот од десната страна, другиот од левата страна. Дали двата агли се надворешни? Да, и двата агли се надворешни. Тоа значи дека се исполнува условот за наизменични агли, но ние знаеме дека кај паралелните прави кои се пресечени со трансверзала, наизменичните агли се еднакви, но во нашиот случај двата наизменични агли не се еднакви, од каде заклучокот дека улиците не се паралелни.
бидејќи задените агли на сликата се наизменични агли, доколку правите се паралелни, треба и наизменичните агли да се меѓусебно еднакви. Сега време е малку за забава. Ајде да видиме интерактивна трансверзала. Значи имаме една трансверзала, каде што можеме ние да ја движиме. Самото движење на трансверзалата се минуваат, овде ги гледаме наизменичните агли. Исто така можеме да го смениме изборот на агли. Повторно, каде што ги споредуваме, гледаме големината како се менуваат и како од А е 122,4, аголот Z 122,4 и така натаму. Значи овде можеме да го менуваме изборот на агли. Вториот пример, имаме една игра всушност за движење на еден авион, каде што леталото треба да ги погодува точните одговори на прашањата. И последниот таг представува квиз, но овде квизот со извинение на англиски јазик, но мислам дека математичкиот дел е доста разбирлив, каде што ученикот треба да го погоди точниот одговор од 5 понудени одговори. Според тоа, деца, завршиме со денешното предавање, останува уште домашната задача, значи домашна задача на учебник 262, задача 3, 4 и 5, а исто така овде ви се понудени и линковите од претходните покажани игри, што ги покажавме пред малку. Тоа е се за денес. Благодарам многу што бевте дел од ова предавање. Се гледаме на следното предавање. Чао!